моето и училиштето мое. Најголем юнак, чедо бил тој, животот го дал за народот свој. Во лута борба со Турчин се биел, но итро со душеманот и кафе пиел. Слободата на Македонија ја сакал, ете, тоа бил Гоце, мило мое дете. Браво, браво, браво! Еден огромен аплауз уште еден може, да, за овие прекрасни дечиња. Здраво, здраво и добре дојдовте во најновото петочно издание на емисијата Голем одмор. Како што гледате, ние се дружиме, раскажуваме овде, рецитираме, пееме, играме и уште не, а тоа ќе го видите само до самиот крај на емисијата, затоа останете, удобно сместете се дома и не го минувајте никако вашиот канал. Веќе претпоставувате, пред малку имавме можност од овие прекрасни дечиња да ги слушнеме стиховите за нашиот народен национален македонски херој, револуционер, организатор и идеолог на македонската револуционерна организација. Слободно може да кажеме срцето на револуционерна Македонија. Инаку станува збор за нашиот Ѓорѓе Николов Делчев, односно и уште попознат кај нас како Гоце Делчев, роден на 4 февруари 1872 година, кој што на 3 мај 1903 година заминал од Солун на Серско, односно на закажаниот конгрес Серско-револуционерниот округ, каде што утрото на 4 мај тој загинал. По повод за него денеска и ја организираме оваа емисија, односно темата ни е за него, за нашиот револуционер. Па може би веќе и претпоставувате кои се нашите гости. Гостите се она училиште од кое што го носат и неговото име, односно основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. И убаво е вака кога си се дружиме со нашите гости, кога си се истовремено ми играме, танцуваме и рецитираме. Доста е многу важно тоа. Вие слободно сега може да си се повлечете и да си седнете на вашите места. А сега, следно нешто, може би веќе помисливте дека денеска ќе бидам сама, но никако. Јас секогаш сакам да сум во друштво и да се дружам. А денеска ќе имаме можност со едно прекрасно девојче, не само што знае убаво да говори, знае одлично и да пее. Веќе претпоставувате за кого станува збор, за Ана Пентановска, која што е дел и од нивното училиште. Нема многу да зборувам. Ајде да пееме. I heard that you're settled down, that you're found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? Ain't like you to hold back. High from the light, I hate to turn up on all the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lets you love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lets you love, but sometimes it hurts instead. Oh, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a
summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up on all the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah, nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, there are memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Oh, so don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Моден креатор, костимограф, дизајнер на модни додатоци, мебел и керамика. По 20 години поминати во Париз, Лидија Георгиева е повторно дома. Искуството во модната индустрија сега го пренесува на нови генерации. Светот на модата нуди бескрени можности. Незината естетика и имагинација придонесоа оваа професија да стане една од најпосакуваните. Модниот дизајн е претворен во сфера со бескрени можности, а младите студенти се желни за нови искуства. За модниот дизајн и искуствата низ светот во новиот бран со Лидија Георгиева и студентите на Технолошко-металуршкиот факултет, Институтот на дизајн и инженеринг на облека. Ексклузивно Македонската радиотелевизија ви го најавува 63-тото издание на најголемиот музички избор на планетата во организација на Европската радиодифузна унија. IQ и Lost and Found за Македонија на изборот за песна на Евровизија Лисабон 2018. Директен пренос со почеток во 21 часот од двете полуфинални вечери на 8 и 10 мај, како и големото, гламурозно евровизиско финале на 12 мај. Сите на едно место. Let the Eurovision Song Contest begin! Во слава и чест на музиката и националните и културни различности кои згрижуваат. 43 национални радиодифузери и 43 земји на евровизиската сцена. Избор за песна на Евровизија Лисабон 2018. Ексклузивно само на програмите на Македонското радио и Македонската телевизија. Песни се слушат весели, кукуш се крева на гости, Никола срце е разврзал, сутана юнак родила. Пламене Гоцево педени, соко му ија вулкаца, над глава 3 самовези,
песни му пеат юнаци. Расте ми Готце, порасти, славен юнак да станеш, народи да видиш, борба за света слобода. За твоята верна дружина, за душман ти да се биеш, шумата да е истина шведяна на Македонија. Одлично, браво, браво за нашите гости. Оно што е важно да ги најавиме и кои беа што ни рецитираа. Така? Да се вратиме, може би имаат уште нешто да докажат или не? Се кажавте, се изрецитиравте сосема до крај? Во ред, тоа е се. Тогаш се враќаме ние во најкреативниот дел од нашата работилница. Да ги најавиме кои беа нашите гости кои што убаво ни изрецитираа, а тоа беа Андреј, Дамјан, Ведран и Абдул Кемал. Убаво рецитираа, но ние еве со Ана се нуѓаме во најкреативниот, најволшебниот дел од овде. А што она ќе се случува е тоа што имаме да ја откриеме дека имаме необична работилница, нели? Да, секако дека имаме необична работилница, бидејќи тука ние вообичаено изработуваме честитки, некои текстови пишуваме, цртаме, но денес имаме дебатен клуб. А воедно би сакала и да споменам, бидејќи нашето училиште, нели нашиот патрон Гоце, сакам да потсетам на една позната негова мисла која што треба навистина да биде мото за сите. А тоа е: јас го разбирам светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. А како што знаете, ете така, значи, воедно би сакала само да ги поздравам сите овие тука, бидејќи многу се вредни и многу се потрудија за тоа. А да споменеме еден дел, бидејќи оваа година нашето училиште има 60 годишен јубилеј. Така, да. така, но кога сме веќе кај јубилеот, ја сакам да слушнам нешто повеќе за вашата лична карта и за представувањето на училиштето. Рената, нашата лична карта содржи многу проекти во кои што навистина се вложивме и се потрудивме да ги изреализираме, а би сакала да дадам акцент на еден проект кој што беше всушност на еден начин размена на ученици од учениците од Германија во тоа училиште и кај нас. Би сакала јас овие мои соученици Емил, Мила и Максимилијан да ги запрашам нешто повеќе, да ни објаснат нешто подетално во однос на тој проект. Ке сакам да ја прашам прво Мила. Мила, кажи ми нешто, еве, објасни ми пример како се викаше училиштето и како се изреализираше проектот. Училиштето се вика Оберландшуле, се наоѓа во Вајлхајм, во Германија, близу градот Минхен. И ова е втор пат како ние соработуваме со тоа училиште. Одлично, супер. Супер. Рената, би сакала ти да прашаш некој? Така, јас кога веќе слушнав за овој проект, навистина станав многу љубопитна и сакам да дознам нешто повеќе. Може да го прашаме овде машкото како се викаш ти, извини? Емил. Емил ќе ни открие каква беше посетата вам во Германија, како се поминавте, во кој град го посетивте, како беше соработката со учениците од таму? Да, ние имавме и креативен и едукативен дел. Во креативниот дел правевме, во едукативниот дел, на германски јазик и на англиски јазик имавме настава со децата од Германија, а во креативниот дел бевме во посета на градот Минхен и и на реката Ама. Така, слушам, освен едукација сте имали и некој поинтересен забавен дел? За што станува збор? Бевме во аквапарк, не однесе и на туда железница во Германија. Така, одлично, значи сте имале доста креативни работи кои што сте ги правеле. Но слушнав дека овој проект се одржува 2 години, што значи дека вие сте биле во посета, но и сте биле добри домаќини. Нашите гости биле пречекани и овде. Така е? Да, тие, освен тоа што ние бевме кај германските деца, исто тие дојде во Македонија и ние покажавме гостопримство и затоа ќе ви раскажем малку од другар Максимилијан. Повели, тогаш кажи ни како, дали се покажавме како добри домаќини, мене ме интересира. Така? Како добри домаќини. Ги пречекавме германците во нашето училиште во Гоце Делчев и секој германец преселуваше кај неговиот партнер дома. Така? Ова беше едно неверојатно искуство, ретко исто така посетивме многу работи во Скопје. Бевме во археолошкиот музеј на Скопје, исто така на водно. И на најголем впечаток беше, мислам, посетата на Охрид. Преселувавме 3 дена и беше неверојатно искуство, да. Така, одлично, браво. Знам дека ова збратимување со ова училиште веројатно ви донело многу позитивно искуство, многу знаење, едукација. Веројатно дали ова го препорачувате и на останатите генерации да бидат дел од вакви проекти? Да, нормално, ова е едно многу ретко искуство што можете многу да
можете многу да дознаете, да Така, да се научите дружи, многу, да ги отворите да. вашите видици ширум. Токму така, ние знаеме дека тие се доста вредни, а доказ е за тоа што ние збогативме со работилницата и со нашите ликовни уметници, така е? Секако, па нашите работилници не можат, едноставно мора да има некој мал флинг или некој мало подцртнување. Тука јас би сакала само да ги најавам нашите уметници кои што цртаат на темата животна средина и природа. А Рената, јас ќе ви предложам нешто. Бидејќи веќе пропатувавме и прошетавме во Германија, јас мислам дека сега треба да се запознаеме со една од најубавите земји на целиот свет. Ве носиме во Франција. Одиме во Франција. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме е на земја од Европската Унија, земја на гастрономијата, на модата и на Ејфеловата кула. Главниот град се вика Париз, токму така, Франција. Потеклото на тробојното знаме не враќа до Француската револуција. На 17 јули 1789 по заземањето на Бастилја, кралот Луј XVI го признал успехот на востанието и отишол во Париското собрание. Таму го пречекала толпа револуционери кои на капите имале закачено сино-црвени звезди, боите на градот Париз. Маркизот Лафајет, командант на Националната гарда, му дал на кралот иста таква звезда, на која ја додал бело, символ на кралството. Ја свативте ли пораката? Новата општина Париз го обележала сојузот со кралот. Според Лафајет, оваа тробојна звезда требало да го обиколи светот. Така и било. Всушност, тробојката, што произлегла од звездата, станала символ на револуционерниот идеал. Инспирирала голем број знамиња, како руското, холандското, италијанското, па дури и кубанското. А ако и вас ве инспирираат знамињата, не заборавајте, наскоро нова средба и нова приказна. Враќаме повторно. За оние кои што малце подоцна се вклучуваат, да подсетиме дека наши гости се денешните Основното општинско училиште Гоце Делчев општина Центар, но имаме едно кратко изненадување за вас, дека наши денешни гости се и дел од дечињата кои што настапија на овогодишниот фестивал Поточиње 2018. Јас морам вака да и се приближам на овие две прекрасни девојчиња со преубави цветни венчиња. Оба се две сестрички, односно Марта и Мила, и тие оваа година настапија. Јас морам да ја прашам Марта, кажи ми какво беше чувството на овој фестивал да се настапи? Прекрасно? Да. Убаво си поминавте? Да. Пеевте? Да. Игравте? Да. Така е. А да ја прашаме Мила, какво е чувството да се биде дел од нашево студио? Убаво. Така, интересно е овде? Да. Ќе ни дојдете пак? Да. Ние нема многу да должиме, знам дека со нетрпение очекувате да ги слушнеме. Па ајде да пееме, само да подсетиме како се вика песничката? Паѓа и снежа. Паѓа и снеже, сега ни малце затопли, ма поможе малку сакаме и да ни залади. Ајде, да ги слушнеме. Паѓа ситен снег, беле како памук
браво, одлични беа. Од две сестрички прекрасни, мене многу ми се допаѓаат, Ана. Јас мислам, Рената, го знаеш веќе моето мислење, исто се согласувам со тебе, а јас можам да спомнам едно нешто, бидејќи тимската работа све завршува. Дали ќе се согласиш со мене? Токму така, кога сме веќе кај тоа, ние имаме за цел сега тимски да ги спрашаме нашите гости, да провериме колку добро знаат за нивниот херој, нивниот патронен празник кој што го одбележуваат, така е, нели? Да, време е да ги Време е да поканиме се ги на поканиме. сцената. Може слободно да ни придат дечињата со кои што денеска ќе слободно да се поделиме во два тима. Да. Оние кои што се со мене, добро си ги знаат прашањата, може еден чекор понапред вака за добро да не видат. Ние сме вака подготвени, може уште вие поблиску еден чекор напред да се приближите кон сцената, да се видиме и да се припремиме за одговарање на точни одговори. Тоа значи дека треба точно да одговориме. Одиме со првото прашање. Првото прашање беше за кого? Така, беше за Немања. Повели Немања микрофончето. Првото прашање за тебе гласи вака. Тој е македонски револуционер, национален херој, идеолог, апостол на револуционерна Македонија. Тој е организатор и водач на македонското револуционерно движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Неговото име е? Неговото име е Гоце Делчев. Па така е, аплауз. Рената, второто прашање јас би сакала да го поставам кон моите сезнајковци. Прашањето е за тебе, Јана. Прашањето гласи вака. Каде и кога е роден Ѓорги Николов Делчев? Ѓорги Николов Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во селото Кукуш. Па така е. Навистина се добри, морам да признам. Веднаш овде до мене е Ива, таа е подготвена и прашањето за неја гласи вака. Кое е било основното занимање на Гоце Делчев? Гоце Делчев бил учител, револуционер и идеолог. Така е. Посилен аплауз. Од аплаузот не можам да слушам. Четвртото прашање е за Андреј. Андреј, ќе го одговориме? Точен одговор имаме. Животот на големиот револуционер згасна во крвава борба на 4 мај 1903 година во селото... Во селото Баница. Браво! Морам да признам дека нашиве денешни надпреварувачи добро стојат со своето знаење, добро се спремиле, ги знаат одговорите. А следново прашање е за Ирма и верувајте, тоа е една од најпознатите изреки и поговорки и мисли кои што ги искажал Гоце Делчев. Јас само ќе започнам, а прашањето за неја гласи вака. Неговата најпозната мисла е: јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Така е. Ние си одговоривме точно, си изедовме поени, сме задоволни и срекни. Ајде да видиме кај вас како ќе биде ситуацијата. Ајде, доколку последното прашање е точно одговорено, секогаш ќе бидеме, нели, исти со поените и секогаш ќе бидеме сите победници, нели е така? Матеј, за тебе последното прашање, се надеваме на добар одговор и на точен. Ликот и делото на Гоце Делчев е опеано во многу дела. Изрецитирај ни неколку стихови. Таму в Егеот, во тој Кукуш град, таму му се родил Делчев, јунак млад. Против Тирот гнев кренал прв за слобода на неговиот град Мачо. Браво. Браво, браво, браво. Тоа значи дека подедвакно ми се добри сите надпреварувачи, најдобри се. Знаеме, видовме колку е нивното знаење и познавање околу Гоце Делчев, но никогаш не е на одмет да слушнеме уште по некоја народна мудрост, убава поговорка за убав и среќен ден. Јас сега препорачувам една мала доза на поговорки за да си го збогатиме нашето знаење. Волкот влакното го менува, ама ќудот не. Брат за брат, сирење за пари. Волот се врзува за роговите, а човекот за јазикот. Жабата видела како конјот го потковуваат, па и таа ја кренала ногата. Во неволја не се плаче, ами чаре се бара. Вистината е како пипер во очи. Во празен амбар глушец не влегува. Водата се може да однесе, само срамотата не може.
Во туѓа манџа не турај сол. Жеден конј мат на вода не гледа. Во царско азно влезе, а пак со празни торби си излезе. Поговорките секогаш добро ни годат, но верувајте, добро ни годи и една убава драма, драматизација. Денеска ќе глумиме актери, така слушнав дека е време за оваа игра, а затоа денеска ќе ни се потрудат да ни ја изиграат нашите денешни гости, кои што се викаат како? Дина, Ивана и Симон. Одлично, браво. Да ја откриеме на гледачите како се вика вашата драма? Петка плюс бакнеш. Станува збор за некаква љубов, денеска ќе зборуваме? Па да. Да, значи вие сте влюбени? Па не баш, али... Не, така е, возбудени, влюбени, да видиме што ќе се случува и за каква љубов, каква петка и каков бакнеш станува збор. Ајде да погледнеме. Марко, дали си подготвен да одговараш? Да, наставничка. Ајде, излези на табла и напиши една сопствена и една општа именка. Собствена Марко, општа љубов. Ајде сега состави реченица. Марко гори од љубов пане. Можеш да ми анализираш? Да, таа е проширена реченица, составена е од подмет, прирок и додатоци. Подмет е Марко, прирок е гори, а додатоци се останатите зборови во реченицата. Така, ајде сега состави сложена реченица. Марко гори од љубов пане, а таа е студена како јануари. Од колку реченици составена оваа сложена и настината реченица? Од две измрзнати наставнички. Сакате да напишам сложена и од 3 реченици? Ако го сториш тоа, навистина си ја заработи тројката. Марко гори од љубов пане. Таа е студена како јануари и се прави дека неговата љубов не ја забележи. Одлично. Гледате деца дека со малку повеќе труд може одлично да се совлада граматиката? Да. Марко ќе добие 1 оценка плюс, бидејќи знае многу добро да се додворува. И ќе добие уште 1 оценка плюс, бидејќи знае културно и многу добро да се додворува. Петка? Да, петка. Дали сум во право? Да. Наставничке, јас мислам дека Марко заслужува поголема оценка од петка. Сега Ана ме збунува. Не знам дали има поголема оценка од петка. Има, наставничке. Да слушнам. Марко заслужува петка плюс бакнеш. Тишина, нека се доизјасни Ана. Сега Марко ќе ја добие петката, а на големиот одмор бакнежот. Другарски, зашто добро ја совладал граматиката. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Mama, she say roly poly. Papa, he say holy moly. Everybody wants chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody wants a chocolate. Choco. Choco. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. И дојдовме веќе до поинтересниот дел, како што најавивме, ќе имаме дебата, ќе зборуваме и ќе говориме за една многу интересна тема, Ана. Да, темата е насилството во училиштата. Токму така, и јас веќе со нетрпение очекувам да ги слушнам аргументите кои што имаат да ни ги кажат денешните гости, а прво ќе почнеме од кого? Ива. Повели Ива, да те слушнеме. Значи вака, нашето училиште на 15 март, односно ученичката заедница во нашето училиште, дојде да идеја да направиме дебата во општина Центар на тема Стоп за насилството, бидејќи приметивме дека не само во нашето училиште, туку и во сите училишта голем проблем е насилството, но исто така проблем кој што не може да се реши, бидејќи многу деца се плашат да кажат доколку трпат насилство.
И затоа решивме оваа дебата да ја направиме со 6 училишта од центар, да ги поттикнеме учениците од тие училишта да зборуваат за тој проблем и да зборуваат со нивните соученици во нивната ученичка заедница, за да може да се реши и реално најголемиот проблем меѓу нашите врсници. Сакам да замолам сега Оливера да ни каже за кои точно видови насилство зборувавме на таа работилница и повеќе да ни објасни што се случува. На работилницата се зборуваше за 3 вида на насилство, односно за 3 најзастапени вида, за физичкото насилство, за вербалното насилство и за сајбер насилството. Физичкото насилство, под физичко насилство се подразбира физичкото малтретирање, кое што не е застапено кај нас и во нашето училиште, но и во повеќето училишта во општина Центар. Вербалното насилство, кое што е едно од најзастапените. Така. И сајбер насилството, бидејќи нашите врсници и општо сите сме на социјалните мрежи подолго време и таму почна да се развива вид на насилство. И сега ќе ја посеќам мојата другарка Митич да ја најави нашата кутија за вербалното насилство. Така, драги мои, веќе ја гледате кутијата за која што ќе зборуваме малку подоцна. А за каква кутија станува збор? Волшебна е оваа кутија? Да, значи заедно со учениците од училишната заедница, така, додовме до една идеја да направиме оваа кутија. Оваа кутија се ставаат пореки внатре во неа? Да, со цел учениците да може да разговара за своите проблеми и накако да ги решиме. Кога сме веќе кај проблемот, би сакала да прашам дали проблемот го лоцирате во учениците, дека проблемот потекнува од самите нив, дека тие всушност го ствараат овој начин на препирање и замерки меѓу самите. Да. Но во нашето училиште секој ден се наоѓаат се помалку ливчиња, што тоа значи дека нашето училиште има се помалку проблеми. Така, а дали еве кон што се стремите, како да се справиме со овој проблем? Еве Ива ќе ви каже на кратко за тоа. Па разговор со децата што вршат насилство, пошто искрено мислам дека и тие имаат некој проблем што тоа го вадат на тој начин врз други деца. Така. Така да само разговор и тие што вршат насилство да не се плашат да кажат, бидејќи нема од што да се плашат. Така. Рената, јас би сакала да ја прашам Оливера едно прашање, бидејќи јас многу навистина јас присуствував таму кога го изреализиравте вие овој проект. Одлично. И мене навистина ми се допадна и би сакала да знам дали во иднина планирате се уште да го надградувате ова и се уште да ги поттикнувате учениците да разговараат за тоа, бидејќи е можеби важна тема навистина да се разговара. Така. Секако е дека да, Ана, започнаме со општина Центар и сакаме нашата презентација да ја прошириме во другите општини и во целиот град Скопје да ги поттикнеме луѓето да зборуваат отворено за нивните проблеми. Одлично, па може и пошироко од градот Скопје. Јас верувам во тоа дека вие ќе ја постигнете основната цел да ја пренесеме пораката да нема насилство меѓу учениците, туку со мир, другарство да се почитуваат меѓу себе. А кога сме веќе кај другарството, убавината, овде ќе го споменеме песната и играта, ние секогаш сме расположени, а затоа ви подготвивме една мала ритмичка точка од нашите ученици, односно прво Б од основното училиште. Па предлагам, ајде да ги погледнеме. You really think I can be happy? Of course! It's inside you. It's inside of all of us. And I don't think it. I feel it. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. The room on lock, the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I should do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance.
Според кажувањата на постарите жители, блатото порано имало длабочина од околу 6 метри и со посебни чамци наречени шајки се патувало по него до селата Зубово, Банско и Муртино. Водочкиот манастир за прв пат се споменува во повелбите на византискиот цар Василий II во 1018 година, во времето кога е уништена Самуиловата држава. Македонија има неколку водопади кои привлекуваат со својата импресивност и изглед. Природата била многу креативна и создала природна убавина која со право е на врвот на туристичката понуда на Македонија. До струмичкото село Колешино, сместено во подножието на планината Беласица, кое е познато по најслатките лубеници, природата создала убавина со особена свежина за окото и душата. Македонија од воздух. Одбојкарите на Струмица сакаат да ја одбранат ланската двојна круна, но Вардар победи со 3-0 на гостински терен во првиот надпревар од финалната серија во разигрувањето. Вториот е во Скопје, а со успех црвено-црните ќе се доближат до трет триумф во низата, а со тоа до третиот шампионски трофеј во клубските витрини. За да ја врати предноста во финалето, актуелниот првак треба да слави во градски парк. Одбојкарскиот надпревар Вардар Струмица на МРТ Собраниски денеска од 20:30. И убаво, како што ви најавивме, ова интересно изненадување продолжува. Имаме уште две представнички од Поточиња фестивалот 2018 со кои што ќе ги слушнеме и денес. Овде до мене се Елена и Тамара. Јас морам да ги прашам со што ќе ни се представа денес. Со песничката како се вика? Не лути се Кокиче. Не лути се Кокиче. Одлично. Да ја прашаме Тамара како е во училиште? Супер. Супер. Има петки? Да. Или петки со звездички, со сонциња, смајли? Со сонци и смајли. Со сонце и смајли. Одлично. Ние со нетрпение очекуваме да слушнеме како ќе пеете вие денес. Ајде, повелете. No kokiče milo, nemoj da se luti.
Аплаус силен за овие две прекрасни девојчиња. Навистина уживавме ние, а верувам и вие пред малите и големите ТВ екрани. И во оваа брканица од уживање и од убавини, верувајте, од многу нешто што ни се случи во нашава емисија, имаме време и да ви приготвиме еден мал експеримент. За овој експеримент е задолжен Васил. Кажи ми, Васил, каков експеримент ќе правиме ние денес? Овој експеримент се вика слонова паста, сигурно го имате видено некаде на интернет, доста е познат. Така? Уствари само имам тука водороден пероксид 30%. Така, ќе го објасниме малце подоцна. Станува збор за хемиски експеримент, добро да напоменеме, така? Да. Од каде е љубовта кон хемијата, да те прашам? Не знам, уште од помал, само ми се чинеше така интересно и од тогаш си учам само од книги од интернет. Така, значи сам си учиш од гледање видеа и следење на теориски познавања, за да правиш вакви интересни експерименти. Да. Дали овој експеримент може секој дома да го прави или не? Не е препорачливо барем, затоа што ова е 30% водороден пероксид, тој е доста опасен. Така, убаво да напоменаме кои се состојките, значи ова е водороден пероксид H2O2. Добро. Тука имам калиум перманганат, хиперманган. Така. И тука измешано малку вода со средство за мијање садови со детергент. Така, одлично. Ана, јас со нетрпение очекувам да го видам експериментот, а ти? Јас со нетрпение, значи од преска го гледам и не можам да разберам што е точно и не знам како ќе успее ова. И Рената, да ти кажам право, сега баш ми станува криво што хемија не сум учила и не сум знаела за овие работи дека може вака да се искористи. Ама затоа ние имаме вистински професионалци во нашето студио, така да тие ќе ни го покажат експериментот, може да почнеме да го објаснуваш и да те следиме. Еве да видиме што имаме тука. Тука е детергентот и водата, тоа е уствари само за да даде пена. Добра. Тука имам калиум перманганат, ќе додадам внатре малку. Така. Значи додаваме малку во средството. Во средството, да. Добра. Ќе го промешам. Средството е уствари таму за тоа што водородниот пероксид. Така. Ќе оставам тука во чашката. Колку ставаме од водородниот пероксид? Па од околу 50 мл, мислам дека ќе биде доволно. Така, во ред. Значи внимателно треба да се работи со овие работи. Секој кој што го прави овој експеримент треба да внимава. А во безбедни раце сме, немој да се плашиш, Ана. Значи сега ќе ги потргнам малку. Така. Што се случува? Водородниот пероксид е H2O2, тоа му е хемиската формула. Така, сега. Хиперманганот, тоест калиум перманганатот го разложува на вода и кислород. Кислородот е газ. Така. Гасот со детергентот прави пена. Така, значи овде ќе имаме сапуница. Да, таму е сапуница со хиперманган, а тука е водороден пероксид. Додаваме. И се случува чудо. Вау, видете го ова нешто. Браво, ова заслужува аплаус. Силно. Добро, не било толку. Како чудно за мириса од средството за мијање садови. Така. Одлично. Рената, добро, не било толку страшно колку што мислев, се исплашив многу. Навистина, браво за Васил. Ова докажува дека навистина треба да продолжи да ги правиш овие убави експерименти. Претпоставувам во иднина сакаш да бидеш некој хемичар, научник? Да. Така е, значи треба да си ја негуваме љубовта кон науката и кон хемијата за да правиме вакви интересни експерименти, а ние во меѓувреме поминавме еден друг мал научник, но не е обичен, ова е малиот Тесла, па јас предлагам да го видиме што има да ни каже тој. Здраво, јас сум Виктор Георгиевски. Но во школа ме викаат малиот Никола Тесла. Ова тука е часовник со термометар и влажност. Овој дел, првиот дел, сега ќе го кажувам, е за температурата и влажност. Овие две копчиња се заменување на времето. Ова е за часот, црвеното е за часот, а жолтото е за минутите. И ова мало потенциометарче, или тркалче, ако сакате да го викате така, тоа е за контрастот. Може би сега малку повеќе ќе се види и сега малку сераично се гледа. Ова го направи како за занимација. Кога ми беше досадно и ми текна и нешто да направам со електроника. И му кажам на татко ми да ми порача делчиња.
Електрониката, како наука, ги проучува законитостите во електронските уреди, нивните делови и нивната функционалност. Повеќето електронски уреди ги користиме и во секојдневниот живот, во домот, училиштето и работните места. Pushing out on me, giving everything, you're giving everything tonight. And if you thought you could get away from me, and get away from me, girl, just take your time. You're coming on with me tonight. Let me hold you, come caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me up, turn me up. Let me love you, put your arms around me. You got me going crazy. Turn me up, turn me up. Girl, I got a question for you. Can I get an answer? Yeah, 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 yeah. For tonight, I'm gonna get my mind up. It's okay that someone's got his hands all about my body. Stay no more sad songs. No more sad songs. No more sad songs. I'm begging, please don't play. No more sad songs. No more sad songs. No more sad songs. I'm begging, please don't play. Up with it, girl. Rock with it, girl. Throw the mid, girl. Bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang, bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. And I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and me. Аплус, силен, најсилен за овие прекрасни девојчиња кои што многу убаво ни го разигра студиото, но и убаво истои мораме да признаеме подиумот на студиото на Голем одмор. А кога сме веќе кај музика, убаво е да напоменеме што е следно. Како што веќе ги најавивме претходно, овде се убавите Бојана и Јана, прекрасни ликовни уметници кои што цртаат со огромно задоволство. Но јас дојдов да ги проверам, да видиме што нацртаат тие. Повели микрофончето, вака да го кренеме убаво цртажот, да го покажеме на гледачите што имаш нацртано и да ја откриеме што е ова, што може да забележиме. Ова е природа. Така, на микрофончето може да зборуваш? Има тука жилка, така, тука има вода, тука цвет, малку земја и листови. Така, значи ова е цртаж на тема животна средина? Да. Одлично, браво. Сакам да те прашам од каде е љубовта кон уметноста и кон цртањето? Дали можеби некој во твоето семејство се занимава со цртање? Не, само јас. Така, еве дневно колку време одвојуваш на цртање? Кога јас би сакала да станам така добар уметник како тебе, колку време во денот треба да одвојам за да цртам? 1 час јас цртам. 1 час. Доволно е за да се биде професионален уметник. Кажи ми, дали можеби планираш да продолжиш понатаму да се занимаваш со цртање? Да, планирам. Да се запишеш на ликовна академија или?
Да. Во ред, само да напоменеме кој оделение си? Јас сум 7 Така. оделение. Во ред, тогаш може микрофончето да го подадеш на твојата другарка Ана, да го покажем и незиниот цртаж, што е се уште во подготовка, не е довршен, но до крајот на емисијата верувам ќе биде готов. Кажи ми, Ана, каде ти научи вака добро да црташ? Веројатно дома, со помош на своите другарки, со гледање на видеа. Сама цртам. Така? Дали ти планираш да продолжиш да се занимаваш со цртање, можеби? Можеби да. Така. Одлично, браво, браво за нив. Најсилен аплауз, затоа што беа навистина добри, мора да признаеме. А сега јас малку ќе се прошетам низ студио. И знаете што? Ана, па дојдовме ние до самиот крај на нашата емисија. До самиот крај, ама зашто никогаш мене не ми се допаѓа овој дел, не сакам да се разделам. Исто и мене, да ти кажам, воопшто не ми се допаѓа кога треба да се разделам, затоа што следува викенд и нема да се гледаме заедно со нашите гледачи, ќе одмориме 2 дена. Па треба време за одмор, за рекреација, да уживаме малце и во викендот, а воедно, додека си ги кажуваме нели ние нашите честитки за повторно да се видиме во понеделник и да се дружиме од таму натака, јас би сакала да ви посакам многу убав викенд, да се изнауживате, да се изнарелаксирате, да се изнаиграте се што било од спорт, да се изнаодморите и од понеделник нова енергија и нови сили за во школа. Така, ова е крај на учебна година доаѓа, но сепак значи дека може и малце добро да се стегнете, па да си и повторите за да си извадите добри оцени за самиот крај. Ние доста зборувавме, да подсетиме денешни гости беа Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Но да, ги слушате колку се добри силни, но да подсетиме и гости ни беа и дечињата од фестивалот Поточење 2018. Ние уживавме, ќе дозволиме да уживате и вие, но не со било кој, туку со самата Ана Пентановска. Завршуваме со низиниот музички настав и велиме довидување до следно видување. Tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found myself there, I won't fly. And I sing along, and I sing along, and I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kicks on my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. 'Cause you're my flashlight. I see the shadows long beneath the mountain top. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. Well, I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kicks on my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're getting me through the night. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Програм
програма наменита за целата публика.